21 година поред градот Куманово е домаќин на меѓународниот тамбурашки фестивал во континуитет, што ќе рече дека поддршка имаме од сите наши сограѓани, од советниците на градот Куманово, од градоначалниците, поранешниот градоначалник Зоран Дамјановски Циц, сегашниот градоначалник Максим Димитриевски и сите оние што ја љубат убавата тамбурашка песна. Благодарност до медиумите кои сиве овие години не пратат и нормално дека без вас се ова што се случило, не се забележило, не би било од тоа. Оваа година има една убава, да не кажам прекрасна понуда, иако мој апел, ако можам да го искористам времето, да кажем и до нашите луѓе кои ја водат културата во градот, а и до Министерството да, ако може да се врати фестивалот во стариот формат, значи 2 дена, бидејќи има навистина понуда што да се каже во овој дел на тамбурашко музицирање и поголем сенс во делот на финансирањето на фестивалот, за да имаме и подобри и поквалитетни музички имиња. Ова година, значи, понудуваме нашиот тамбурашки оркестар од Свети Николе од Македонија, тоа се прекрасни луѓе кои свират тамбура, групата тамбурашкиот оркестар или групата Табијат од Свети Николе, ќе имат програма од скоро 30 минути, за да после нив наступи културно-уметничкото друштво Гусле од Кикинда, во рамки на друштвото постои тамбурашки оркестар, кој навистина има што да покаже во делот на тамбурашкото музицирање. И за на крај, како шлаг, односно нешто што е најдобро чинам во делот на тамбурашката музика, тоа е Бранко Бако Јовановиќ со својот оркестар од интернационални музичари, значи од Австрија, Шведска, Унгарија, кои ќе настапат последни со едно 90 и нешто минути музичка програма, тамбурашка, опфатено скоро се, не можам да раскажувам, да дојдете, да видите, да бидете дел од ова чествување во 20 часот на градскиот плоштад на 22 во петок, во името на тамбурата, повелете сите што ја љубите убавата тамбурашка музика.